Маслодајните култури полека се враќаат на македонските полиња, но се уште сме многу далеку за нашата држава повторно го врати приматот, што некогаш го имала во производство на афион лен или маслодајна репка. Високата цена на маслото во изминатиот период, но и добрите субвенции, повторно го воскреснуваат сончогледот на нивите. Колку и да ги зголемуваме површините, многу тешко дека ќе можеме да ги задоволиме нашите потреби, дали од сурово масло или од готов производ. Гледаме на рафтовите од разни држави, имаме пред се од Србија увоз на масло сончогледово, но добро е тоа што се најде слух од страна на државата, од страна на Министерството, се водат добри земјоделски политики, за да се зголеми и се повеќе се зголемува субвенционирањето. Според професор Михајлов, земјоделците треба да се насочат кон порана сеидба на сончогледот, бидејќи како што објаснува, растението може да издржи ниски температури. Најдобро е да се сади во март и да се користат високо квалитетни хибриди. Конкретно за сончогледот е битно да е можно уште во почетокот на март да се насе, за да го развие кореновиот систем на поголема длабочина во почетните фази од развој и натаму и да настапат пролетни суши, да не страда за вода, значи да обезбеди моќност на растението. Професор Михајлов советува дека во овчеполието е ризично да се сади сончоглед, но земјоделците би требало да обратат поголемо внимание на културите лен и маслодајна репка, кои успешно може да се одгледуваат на нашите полиња. Според податоците на Државниот завод за статистика, најголем рекорд на засејани површини имало во 1989, кога под оваа култура биле покриени 46.000 хектари, а во 2014 само 4.000 хектари. Драстичниот пат на сончогледовите полиња се должи на лошите аграрни политики како и ниските откупни цени во минатото.